Нова година, прво па машко. Не затоа што кажа дека една минута после полновек првото дете родено во Македонија било машко, па сега кажува, па што тоа значи, па не знам што. Туку затоа што денеска треба да бидеш маш за да проповедаш тоа ангелска вест. И не дека јас сум нешто маш многу, не во онаа смисла како светот тоа го сваќа, туку да бидеш маш денеска значи да стоиш до налогот за кој што читав, мислам, во 5 минути, кој што ни е оставен од Исуса Христа, да го проповедаш Евангелието. А денеска, токму за ова наше време, вест за наше време е токму тоа ангелската вест, која што, за жал, се помалку се проповеда, веројатно се помалку има мажи. Па не е ни чудно. Кога веќе почнаа да ракоположуваат жени, тоа значи дека нема мажи. Да, и е смешно и е жалостно во исто време. Но како и да е, се сеќавате минатата година при крајот таму некаде го идентификувавме четвртиот звер. Односто ги идентификувавме сите зверови кои што се спомнати во 7 глава Данијел. Така да еве на почеток на ова нова година ќе продолжиме посебно со четвртиот звер и посебно со онаа четврта фаза од неговото владење во кој што ние денеска живееме. Затоа е посебно интересна таа фаза и тој дел. Значи еве да први се посетиме и да отвориме во Данијел 7 глава најнапред. Книгата на пророк Данијел 7 глава. И да се подсетиме на еден текст таму, што го читавме минатиот пат, значи лани. 7 глава од 19 до 25 стих ќе читам. Значи, претходно велим дека на Данило му се смутил сиот дух, вели, затоа поради виденијата, кој што ги видел сите оние зверови, и Господ му објаснил преку својот ангел што сето тоа значи, и посебно во 19 стих вели, посакав да ја научам вистината за четвртото чудовиште, четвртиот звер, за она што се разликуваше од сите други, беше изворено страшно, имаше железни заби, бронзени канџи и кое јадеше и издробуваше, и со нозете газеше што ќе останеше. И за 10 рогови што беа на неговата глава, и за другиот рог што израсте доека првите 3 отпаднаа, за рогот што имаше очи и уста, која зборуваше големи хули, и што беше поголем од другите рогови. И гледав како овој рог војува против светите, да ги надвладуваше додека не дојде прадамнешниот кој ми ја досуди, правдата на светите на Севишниот, и додека не дојде време кога светите го завладеа царството. Тој рече, четвртото чудовиште, ќе биде четврто царство на земјата, различно од сите царства. Ќе ја голтне целата земја, ќе ја згази и ќе ја здроби. Веројатно, многу силно, кога може да ја здроби и голтне целата земја, со голема власт. А 10 рогови од ова царство ќе настанат 10 царви, а по нив ќе се подигне еден друг, различен од овие први, значи рог, и ќе обори 3 цара. Тој ќе хули на Севишниот, ќе ги сотрува светите на Севишниот, ќе помислува да ги измени времињата и законот, и светите ќе бидат предадени во негови раце за едно време, за 2 времења, за половина време, или 1260 години во превод, тоа веќе го кажав минатиот пат, до тука застануваме. Кажавме и го препознавме овој звер, иако на Данило му било тешко да го препознае во времето во кое што живеел. И навистина тешко, стотици години пред да се појави оваа сила, светска сила и ова царство, живее Данијел, затоа и му било тешко да препознае за кого станува збор. Меѓутоа, денеска, во денешно време, откако сите тие, сето тоа негово владење и 3 фази од владењето на овој четврт звер поминале, што е толку тешко ние да го идентификуваме. А навистина денеска станува се потешко, веројатно. Односно, луѓето молчат од одредени причини, па дури сакат да не натераат да поверуваме дека тоа е нешто друго.
дека сме ја утнале работата сите овие години. Ние ведовме минатиот пат. Еве од овие стихови што сега повторно ги прочитавме, се гледат поединости кои што одговараат само на една сила. Тоа е на Рим, на Римското царство, и дори во 24 стих ги гледаме тие три фази. Најнапред, кога Господ му одговара на Даниил, му вели четврто човече ќе биде четвртото царство на земјата, станува збор за паганскиот Рим најнапред. Она значи изворено страшно чудовиште, кој што Даниил не можел да го опише. Тоа е паганскиот Рим. И ќе ја голтне цела земја, ќе ја згази, ќе ја здроби. Знаеме колку било силно и моќно Римското царство. А 10 рогови, кои што се наоѓаат на главата на ова чудовиште, ова е сега втората фаза. Распадот на тој пагански Рим и појавата на оние 10 народи, од кои што 7 минатиот пат спомнавме се уште постојат и се представени преку денешните модерни европски народи. Значи, од ова царство ќе настанат 10 цареви, а по нив ќе се подигне еден друг, различен рок од сите овие и ќе обори 3 цара. Минатиот пат исто така спомнавме и ќе кажеме сега, ова е третата фаза од владењето на ова царство. Оваа фаза е всушност фазата на папството, она прва фаза на владењето на папството, или поточно, како што и спомнавме и знаеме, од 538 година, кога папството ќе ја добие она цивилна, државна власт, па заедно со црковната власт, ќе го продолжи владењето на тој пагански Рим, затоа што папството не е ништо друго, или поточно кажано, без никаква посебна интенција кон католичките верници. Католичката вера е ништо друго освен покрстен паганизам, а ништо по-различно и православната. Значи, еве, сведоци сме за тоа, поготово овие денови кои што следат, ќе бидеме сведоци, уште еднаш ќе видиме дека тоа е всушност покрстен паганизам. Значи, така да оние кои што сакаат да го представат Рим како христијански, тоа е се друго, ама не христијански. Или може да се нарече христијански, како што денеска многу работи се нарекуваат христијански. Христијанска музика, а нема врска од христијанска музика. Христијанско ова, христијанско училиште, христијанско она. И тоа е така наречено христијанско. Така може да биде. И сите овие поединости, хулењето на Севишниот, воздигањето над Севишниот, тоа се јасни показатели дека ова е сотонска сила, всушност. Зад ова стои сатаната, тој е оној кој што се возвишува на Севишниот. Хули, го негира, го унижува. Ке помислува да ги измени времијата, законот. Сето ова и понатаму ке стане збор и нам ни е посебно јасно. Ке ги гони во негови раце, односно ке бидат светите, ке ги гони, ке уништува. Спомна се Стракатица за време на пуката, дека навистина големи злостори се случиле за време на овие 1260 години, или тој така наречен среден, мрачен век. Сето ова укажува само на таа сила, на никоја друга. Сега, малиот рок е исто што и зверот во Откровение 13 глава, кај што го имаме всушност истиот опис, со малку поинакви зборови, меѓутоа истиот опис што го читавме и за малиот рок во Даниело 7 глава. 13 глава, еве, Откровение, ќе отвориме, ќе читаме неколку стиха и овде, чисто за да поврземе со минатиот пат. А јас застанав и на песокот од морскиот брег и видов звер како излегува од морето, кој имаше 10 рогови и 7 глави. Еве и повторно 10 рогови, како новитет овде не се 7 глави, а на неговите рогови 10 круни и на неговите глави богохулни имиња, и зверот што го видов беше како леопард, интересен опис, но на чудовиште. Беше како леопард, значи самиот звер, трупот, нозете му беа како на мечка, а устата како на лав. Ова само едно нешто говори, дека папскиот Рим е само продолжеток на паганскиот Рим, но не само на паганскиот Рим, туку и на Вавилон, и на Медо-Персија, и на царството на Александар Македонски. Продолжеток на што? На гордоста човечка. Сите овие царства се подигнале
и се издигнали, сакале да се издигнат над Господа. Земете на Навуходоносор за пример. И сите понатаму. Сите тие влечате на пагански идеја, и понатаму ја продолжува само папскиот Рим. И ако сакате, и сите тие го имаат истиот карактер, тој зверски карактер, карактер кој што се противи на Божиот, тој истиот карактер продолжува и со папскиот Рим. Па денеска беше исто спомнато. За време на тие 1260 години, посебно во тој период. Денеска зборувавме за учеништво и база на тоа учеништво за да некој биде христијанин е Библијата. А таа црква, таа сила, која што владеела за сите тие години, ја криела Библијата од народот, и не само тоа, туку и ги убивала и гонела оние кои што, ете, на некој начин ќе дошле до Библијата и оние кои што се дрзнале под наводници да земат и да ја преведат на свој мајчин јазик, како е Мартин Лутер и подоснежните реформатори. Тоа не е христијанство. Тоа е само антихристијанство. И видите, интересно втори стих, и змевот му ја даде својата сила. Кој стои за оваа сила? Кој му дал сила? Змевот. Кој е змевот? В Библијата. Старата змија. Ѓаволот. И својот престол и голема власт. Власта, престолот, силата е директно од ѓаволот. Дадена на оваа сила на малиот рог, односно на зверот, кој што доаѓа од морето, или тоа е ова трета фаза за која што се уште зборуваме, папскиот Рим. Е сега, денеска посебно нам не е интересна четвртата фаза од владењето на овој звер, четвртиот звер. Или може да кажеме втора фаза на малиот рог, на владењето на малиот рог. Што се вели во 3 и 4 стих од 13 глава Откровение? Зошто кажуваме од 538 па до 1798 година е таа трета фаза? Што се случува 1798 година? На зверот, на малиот рог, му е зададена смртна рана. И токму тоа е моментот за кој што денеска повеќе ќе зборуваме. И видов една од неговите глави како да е смртно ранета, но неговата смртоносна рана беше исцелена. Значи, зверот беше ранет, но тоа не значеше крај. Иако 1789 кога почнува Франската револуција и кога Бертие, генералот Наполеонов, ќе го уапси, ќе го одведе во робство, како што тој водеше во робство и целиот тој систем во робство водеше сите тие години, сега и тој беше одведен во робство и таму ќе умре. Папата Пие, заборев кој беше поред, не е битно, и тогаш се мислеше, тогаш беше одземена онаа цивилна власт всушност од папството и тогаш се мислеше дека со папството е крај. Но пророштвото не вели така, значи пророштвото вели ќе биде ранета една од главите со смртна рана, но ќе биде исцелена. И видите, во ова четврта фаза овој звер ќе добие посебна сила и моќ. Тоа го велат следните стихови, посебно четвртиот. И се зачуди сета земја и тргна под зверот. Ова е откако ќе биде исцелена неговата рана, цела земја трга по него. Така да не е чудно што денеска и медиуми, и банки, и економија, и се друго е во рацете токму на овој звер. Јас денеска имав прилика, иако тоа видео мислам дека овие денови го снимнав од интернет и денеска баш сакав да го погледнам, интервју на еден наш адвентиста, брат, кој црнец од Америка, кој што си има свој канал на YouTube, меѓутоа е доста, како да кажам, интелигентен по тие работи, копа, сака да истражува, да ги истражува оние тајни работи. Замислите, негово е 30-минутно интервју со виши советник во Светска банка. Жена, не знам како се викаше по име. И знаете што кажува, значи бивш, само тоа што го истакнав, бивш, значи дека не е веќе во Светска банка, дека и ги шутнале клоците. Зошто? Затоа што имала голема уста. Па кажувала што не треба.
Светска банка, ММФ, сите тие работи, тоа е длабоко корумпирано. И сите тие ствараат и вештачки економски кризи и се. И таа, знаете што тврди? Значи имаше еден куп работи, што ја кажем, меѓутоа, оно што мене ми падна на уме е ова, што ми падна во очи. Таа вели, значи, пазите, виши советник во Светска банка, жена кој што веројатно ги познава сите тие работи, таа тврди дека 60% од даноците што ги плаќаат американските граѓани, знаете кај завршуваат? Во Ватикан. Интересно. Меѓутоа, не е интересно, меѓутоа воопшто не е чудно за оној кој што ги познава библиските пророштва и она за кое што зборуваме. И се зачуди сета земја и тргна под зверот и му се поклонија на змеот, поклонувајќи му се на зверот и на зверот, ами и на змеот, поклонувајќи му се на овој звер, му се поклонувате на змеот, на ѓаволот. Велејки, кој му е еднаков на зверот и кој може да војува против него. Овие зборови само кажуваат колкава сила и колкава моќ ќе има овој звер, откако ќе му се зацели раната. А ние сме токму во тој период, живееме во период кога таа рана се исцелува и може би веќе е исцелена, само што ние, знаете, тоа не го гледаме со голи очи, затоа што медиумите налажат и сето она што го гледаме како некоја слика на светско ниво е сосема лажна слика. А во позадина се одвиваат тајни преговори и договори, за да еден ден сето тоа ние го видиме пред очи. И се случи, а тоа ќе се случи, пророштвото тоа го кажува, нов среден век. Меѓутоа, Бог нема да дозволи да биде век. Ќе биде многу пократко. Значи вака, тоа папство во 538 година испливува на површина, ја добива цивилната власт. Знаете, тогаш било разнишан папскиот Рим, односно, се извинувам, паганскиот Рим, она царство, поради нападите на варварските племиња, но и не само поради тоа, затоа што Господ така сакал. Едноставно, тој ги поставува царевите на нивните престоли и ги симнува, и тој е оној кој што, фала му на Господа, ги има сите конци во своји раци. Значи, тогаш папството ќе добие цивилна власт, државна власт, и овој звер е поинаков во сите други, токму затоа што има и цивилна и црковна власт. Односно, кратко кажано, имате држава и црква, заедница на држава и црква, што секоја се покажало како многу опасно единство или заедница. Ико денеска, може би, навидум, живееме во демократија, и еве и ние кај нас живееме во општество кај што државата и црквата се разделени, меѓутоа тоа и да е така, нема да трае уште многу долго. И токму 1798 година се случува следното. Еве што се случува. 10 стих го читаме од 13 глава. Откровение 13 глава, 10 стих. Кој води во робство и самиот ќе биде одведен во робство. Кој убива со меч и самиот треба да загине од меч. Што сака да каже овој стих? За да сватиме што сака да каже овој стих. И овој стих одговара на моментот кога му е зададена таа смртна рана над зверот. Треба да сватиме што е мечот. А ви се сеќавате, неодамна зборувавме дека Библијата спомнува два меча. Да видиме за кој меч станува збор овде. Оној кој што убива со меч и самиот треба да загине од меч. Да отвориме во Ефесијаните 6 глава 17 стих. Послание до Ефесијаните 6:17. Земете го и шлемот на спасението и мечот на духот, кој е Божјото Слово. Еве еден меч во Библијата, меч кој што во Коринќаните се спомнува како меч со двеоштрици, кој што ем сече, ем исцелува. Тоа е Божјото Слово. Тоа е мечот кој што Господ го дава на црквата, на својата црква. Тоа е Словото, со налог оди и проповедај го Евангелието. Но дали во Откровение 13 глава 10 стих станува збор за овој меч? Дали папството
посебно во време на овие 1260 години, убивала со ваков меч, со Библијата. Не, напротив, убивала заради Библијата. Ако случајно и вие најдат дома Библијата. Значи, не стана збор за тој меч. Тога за кој меч? Римјаните 13 глава. Да се подсетиме на овој момент, кога зборувавме за Вавилон, отпаднатиот Вавилон, спомнавме нешто од ова, но еве сега да се подсетиме повторно. Римјаните 13 глава од 1 до 4. Секоја душа да им се покорува на предпоставените власти, зашто нема власт, а да не е од Бога. Видите како Господ поставува власти. Ние можеме сосема слободно да кажеме врз основа на овие стихови дека власта денешна во Македонија е поставена од Господа. А зошто? Како? Господ си знае. Значи, зашто нема власта да не е од Бога. И колку и да се властите од Бога се поставени. Затоа оној кој и се противи на власта, и се противи на Божјата наредба, а кои и се противат, ќе ја примат својата осуда. Зошто владетелите не се страв за добро дело, туку за зло. Сакаш ли пак да не се боиш од власта, прави добро, па ќе бидеш пофален од неа. Значи, не лажи, не кради. Сите оние заповеди, сеќавате, тоа спомнавме, од втората плоча. Господ дал власт на земската власт да буричка, и односно да може да суди, и затоа си тие институции како суд, полиција, војска, така натаму да одржуваат ред во една држава, меѓутоа да суди врз основа на заповедите од втората плоча. Никако од првата. И тука е проблемот со папството. И што вели понатаму, 4 стих, таа му служи, значи власта му служи на Бога за твое добро, но ако правиш зло, ако крадеш, ако лажеш, ако... Да не е секојаш, нели, така денеска, од озгора е све корумпирано. Ако правиш зло, бој се, зашто не носи напразно меч. Која? Цивилната власт, државната власт носи меч. Значи, еве го вториот меч. Еве го мечот со кој што се послужил папскиот Рим за време на средниот век и тоа негово владење. Значи, папството ја користи државната власт, цивилната власт, за да прогонува, за да убива, но таа иста власт, цивилна власт, со почетокот на Француската револуција, ќе се сврти против папството и ќе му нанесе со истиот тој меч смртна рана. Но рековме и видовме дека тоа не е крај, туку е само рана која што е во процес на исцелување, еден ден ќе се исцели. Ако мечот за кој што станува збор во Откровение 13.10 е таа цивилна власт, државна власт, тогаш, че видовме смртната рана, всушност му ја предизвикува таа цивилна власт. Што би значило исцелување на смртната рана на овој звер? Логично, враќање повторно на таа цивилна власт во рацете на овој звер, оваа сила. Значи, дека во иднина папскиот Рим повторно ќе ја добие таа државна цивилна власт. Како и што, не навлегуваме во поединости, меѓутоа проштото вели тоа. Ако папскиот Рим, а папскиот Рим, сестра Елен Вајд, Божиот пророк за последното време, вели дека не се менува, ако папскиот Рим дојде до таа цивилна власт, што ќе имаме тогаш? Ќе имаме нов среден век, под наводници. Колку и да луѓето не веруваат во такво нешто денеска. Ке речат, почекайте, ние живееме во едно демократско општество денеска, каде што не се така работите како тогаш, луѓето не се толку прости денеска, интелигентни се, образовани, не би можело до такво нешто да дојде. Меѓутоа, проштото вели поинаку, дека до такво нешто ќе дојде. И дека секој оној кој што нема да го добие живот над зверот, што ќе биде со него? Ќе биде прогонуван. Некои ќе бидат и убиени. Значи, тоа е проблемот со кога вие како црква изигравате всушност црква и ја превземате во своји раце, го земате тој меч
кој што значи цивилна, односно државна власт. Значи, вие со сила ги наметнувате своите верувања, па тоа било средниот век. Папството со сила сакало да го наметне своето верување, кој што верување е далеко од Библијата, токму затоа и Библијата ја држеле на страна од обичниот народ, за да може да манипулираат со него. А денеска пак ѓаволот има друга стратегија, денеска имате Библии на купишта, но кај мнозина од народот Библијата само стои во полиците и фаќа прашина, што нема никаква полза од тоа, а и денеска видовме во самата полука. Може да имате Библија, може и да ја проучувате, меѓутоа ѓаволот ќе гледа да ви го сврти вниманието токму од вистинската тема, спасението, вашето спасение и Спасителот, кој што ви го нуди како дар тоа спасение, Исус Христос, во кој што и вечниот живот. Ајде да отвориме во второ послание до Солуњаните, каде што Павле, зборувајќи ни за појавата на Антихристот, се служи со интересен речник. Второ послание до Солуњаните, втора глава, 6 и 7 стих. Павле овде вели: и сега знаете што го задржува за да се појави тој допрва во свое време. Кој? Човекот на беззаконието погоре кажува. Значи, всушност Антихристот, знаеме дека тука станува збор за Антихристот. И сега знаете што го задржува за да се појави тој допрва во свое време. Во Павлово време, во времето во кое што тој ги пише во своите посланија, па и ова, се уште папскиот Рим ја немал власт. Ова се раните периоди на христијанството. Така да, тогаш владее паганскиот Рим, кој што се уште го нема ни прифатено христијанството. Но Павле вели интересно, се уште го задржува. Некоја сила ја задржува, го задржува овој човек на беззаконието, повторно алудирајќи на папството, ние знаеме, зашто тајната на беззаконието веќе действува, значи действува уште во тоа време. Само да се отстрани од средината оној кој сега ја задржува. Зборувајќи за таа цивилна власт, односно тогаш императорот како врвна власт на таа империја римска, логички е да се заклучи дека Павле овде сака да каже императорот, цивилната власт, државната власт е таа што го задржува папството, односно човекот на беззаконието, да исплива и да завладее. А таа власт, папството ќе ја добие токму 538 година, кога тоа тој разнишан пагански Рим, под ударите и нападите на варварските племиња, ќе побара токму помош од папата и папството, кои што имале во тоа време доста исто силно влијание врз народите. И тогаш папството, тој папски Рим, ќе почне таа трета фаза од владењето на Рим, тогаш папството ќе ја добие таа цивилна власт. И денеска сме во една слична фаза, кога нешто, после онаа смртна рана, во на четврта фаза, значи денеска живееме, нешто го задржува истиот тој папски Рим да дојде до онаа власт. Тоа се повторно цивилните власти. Денешните императори, да ги крстиме така под наводници, односно, па да, и тоа и се. И денеска имате империи, само што тие не се во оној облик како што биле порано. А до кога тоа ќе биде? Очигледно дека работите се менуваат и тоа се повеќе со забрзано темпо се менуваат, иако тоа можеби не е видливо за наше голо око, па ете гледате запаѓаме и ние во некои верување дека не е тоа баш така како што ние сме размислувале. Во адвентизмот тоа се случува. Што е тоа да не смеете вие во пулката да кажете отворено јасно дека папскиот Рим е папски Рим? Не може да го крстите христијански Рим. Или дека папството е пасо, а не е врвот на отпаднатата црква. Тоа само едно нешто мене ми кажува. Дека
Големата борба ни кажува дека протестантите ќе му подадат рака на папството, ама изгледа и меѓу сите тие и ние му подаваме рака. Па затоа немате проповеди од ваков тип, затоа имате евангелизација, на евангелизациите воопшто да не се шушне за троангелската вест, посебно за третата ангелска вест, за која што зборуваме, и немате ни идентификација на звер, 1, 2 или сите оние 4 во Данило, немате ништо. Нема мажи веќе, како што кажат на почетокот. Но живееме во едно време во кое што, пазите, имате за прв пат папа кој што е од језуитскиот ред. Никош до сега не било тоа. А знаеме ли кои се језуитите? И кој е тој ред? И не е случајно, ништо не е случајно, не сакам да прejudicирам, не сакам да се бавам со шпекулации, затоа што на времето слушавме проповеди, па Јован Павле бил последниот папа, па не знам што. Ја не кажувам кој е последен и дали ќе биде последен. Јас само алудирам на пророштвото, кое што е непроменливо, такво е какво што е. Папството не се менува, Божиот пророк така вели. Само се менуваат, можеби, неговите методи на делување. А за сето тоа се крие нешто друго. И еве, како што ви кажав, информација. Значи, тоа е зачудувачко да еден советник, пак ќе кажам, можеби е само шпекулација, меѓутоа советник во Светска банка да каже информација дека данокот што американците го платјаат, му го платјаат всушност му го даваат на Ватикан. Повеќе од половина. Таа кажа дека другите 40% одат во раците на британските банкари, а 60% во Ватикан. Поготоа кај језуитите. Како и да е, се повеќе и повеќе светот трга и оди и го следи папството. Тоа сме сведоци. Тоа е исполнување на пророштвото 13 глава Откровение. Следејќи го папството, вие го следите ѓаволот. Тоа го кажува повторно Библијата во Откровение 13 глава. Значи, јас не напаѓам никого, туку го изнесува она што е во Библијата. Има еден куп Божи луѓе во католичка црква, меѓутоа тие се уште веројатно ја немаат чуено од ангелската вест. А ние сме тие кои што сме повикани да ја проповедаме и да ги извлечеме од Вавилон. Од целиот тој еден систем. Имате секаде искрени луѓе. Значи не зборуваме ние за поединци и за луѓе, туку за тој систем. Откровение 17 глава. 12 до 18. Ова се стихови кои што ја кажуваат токму таа иднина во оваа четврта фаза од владењето на папскиот Рим, кога тој ќе ја добие повторно назад цивилната власт. И пред да почнеме да читаме, се сеќавате дека кога проучувавме 17 глава, малку кога спомнавме за Вавилон, вториот стих, предходно да го прочитаме. Се спомнува во првиот стих големата блудница, алудирајќи на Вавилон и повторно на тој систем, а во вториот стих вели со која, со блудницата, блудствуваа земните цареви, а жителите на земјата се напија од виното на незиното блудствување. Овде веќе гледаме моменти кога на тоа пирување веќе, на тоа блудствување, сеќавате, го објаснивме зборот и самиот тој чин на блудствување, што значи во духовна смисла. Како еврејскиот народ во времето кога го убиваат Христа, блудствуваат со цивилните власти. Така и овде гледаме дека се повеќе државници и императори под наводници во денешно време ќе блудствуваат со блудницата и подаваат рака. Значи се менуваат работите. Таа рана се зацелува. Да, точно знаеме дека 29-та почнува да се зацелува. Не го спомнав тој податок од Мусолини, меѓутоа не е се уште зацелена. Ево процес на зацелување. Сетите се само на погребот на Јован Павле II. Не знам дали можеби се прикажуваше таа слика тука. Ако добро се сеќавам Јани или не знам кој ја прикажа. Положен мртов Јован Павле II, а клекнати на колена пред неговото мртво тело, мислам дека беше Клинтон, Буш постариот, Буш помладиот беше тогаш актуелен, ми се чини председател. Буквално еден куп на американски председатели клекнати на колена пред мртвото тело на Јован Павле II. Ако клекнуваат пред него мртвиот,
пред него живиот, уште како. Значи се менуваат работите. Еве што вели Свето писмо од 12 стих понатаму. И 10 рогови што ги виде, тоа се 10 цареви, кои уште не зацаруваа, но ќе ја примат царската власт со зверот за еден час. 10 цареви. Овде се мисли на тој нов светски поредок, на тоа ново владење, што наскоро ќе се случи, заедно со зверот, повторно папството владеат. Значи, како што кажа фала на Бога, нема да биде среден век во буквална смисла на зборот, нема да бидат векови опрашања. Само еден час, вели таму. Пророчки тоа е сепак кратко време. Овие се истомисленици, значи ќе бидат истомисленици, како и зверот. Па ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Овие ќе војуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи. Слава на Бога. Зошто тој е господар над господарите и цар над царевите, а со него се повиканите, избраните и верните. И ме рече, водите што ги виде, каже што седи блудницата, тоа се луѓето, множествата, народите и јазиците. И 10 рогови што ги виде, и зверот. Видите интересно што ќе случи на крајот. Оно што се случило за време на Француската револуција 1789. Смртната рана. Повторно таа цивилна власт, таа државна власт ќе удри против зверот. Ама сега нема да биде само смртна рана, нема да биде само рана, туку ќе биде смрт, крај. Иако знаеме дека сите нив ќе ги оконча, ќе ги уништи Господ со своето доаѓање, но овде што вели? И 10 рогови што ги виде и зверот, тие ќе ја замрзат блудницата и ќе ја направат пуста и гола и ќе го изедат месото и ќе ја изгорат со оган. Зошто Бог им даде во нивните срца да исполнат неговата замисла. Како Бог се користи и со какви се методи се користи. Сите овие пагански царства кои што ги спомнавме од Вавилон, Господ ги користил за да ги указни Божиот народ, за да го научи на памет, а сепак тие биле оние кои што се воздигале на Господа. Да исполнат неговата замисла, да действуваат едномислено и да му го дадат своето царство над зверот, доека не се исполни Божиото слово. Работите се менуваат. Смртната рана зацелува. Наскоро, зверот повторно ќе ја добие таа врховна, цивилна власт, црковна веќе ја има. Сите го признаваат како врховен црковен лидер во светот, но ќе ја добие и цивилната власт. И во тоа ќе му помогне една друга сила, која што во Откровение 13 глава, за тоа некојаш понатаму ќе зборуваме, се нарекува исто звер. Па знаете, му помогнете на зверот да повторно ја задобие власта што ја имало во средниот век, тоа што вие сте само звер, не можете друго нешто да биете, помагајќи му на зверот. А ние знаеме кој е вториот звер. И многу интересно што како може кога се знае, имајќи оваа власт, значи спојна држава и црква, оваа сила правила такви злостори, кој будала ќе му даде? Која е таа нација што ќе му даде, ќе му ја врати повторно таа власт, ќе му помогне всушност во зацелувањето на раната? Меѓутоа, како што читавме, еве на крајот ќе завршиме, во една прилика го спомнавме Еремија 51:7 стихот, а и веќе прочитаме во Откровение 17 глава дека сите народи се напоија од вавилонското вино. И што? Знаете, човек кога е напиен, може разумно да размислува. Како беше она поговорката од будала и од пијаница подалеку? Така беше, да. 51:7, Еремија 51:7. Вавилон беше златна чаша во Господовата рака, чаша што го испија ни целиот свет. Зато целиот свет тргна по блудницата, под зверот. Со тоа вино народите се испијани и затоа народите се избезумија. Оваа нација, оваа сила, овој втор звер, кој што ќе му помогне на првиот звер да му се зацели раната, е избезумена. Тие не се при здрава свест тоа што го прават. Па и не би биле при здрава свест кога му се клањаат на буф. Наместо на Господа. Значи да, ние стоиме пред една нова ера, крајна ера, крајен период од човечката историја, кога навистина ќе видиме
нешто што никој порано не видел. На повидок се неволи кои што порано никој не ги видел, не поминал низ такви неволи. Но, имате в предвид дека сите тие војуваат против јагнето, но јагнето ги победи, а ако ние сме избрани, верни, послушни до крајот, ние заедно ќе победиме со јагнето. Тоа е големото ветување што читаме и гледаме низ сите овие пророштва кои што се толку битни за наше време. Јас се извинувам што можеби малку повеќе ве задржав, меѓутоа целото богослужение некако се помести и со пуката и така натаму, а ете сепак беше вредно да се забележи овој материјал за да го гледаат нашите гледачи, а и ние да се подсетиме на оно што веќе го знаеме и да се утврдиме во тоа, затоа што се повеќе наши браќи и сестри фаќаат некоја друг правец. Нека му е слава на Господа за овие откриени вистини, кои што Господ му ја откриваше на Данијел, а поготово и преку Јован, нам ни се откриени и дадени и нормално преку Духот на пророштвото. Слава на Господу, што еднаш. Амин.